Благодарам, почитувам председавач со комисијата. Ќе бидам краток. После 6 години, конечно Социјалдемократскиот сојуз на Македонија свати дека технолошко-индустријски развојните зони се итекако потребен елемент во економијата во Република Македонија и генерално во сите економии во нашето обкружување. Тие многу придонесуваат за развој на државата, за бруто домашниот производ, за вработување на одреден број на наши граѓани и така натаму и така натаму. И сето тоа се бенефити кои ги исползува државата. Морам да кажам со жалење дека овој проект беше и напаѓан во почетокот, особено во почетните години на доаѓањето на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Меѓутоа видовме дека нити имало некои криминали, нити имало некои матни сделки, нити имало некоја не знам каква прашина, туку едноставно модел кој се применува секаде и кој носи бенефит за државата. Морам да кажам уште една работа, дека ВМРО-ДПМНЕ овој проект го беше доведел до многу високо ниво и во државата влегува многу сериозни компании кои ден денес обстојуваат, реинвестираат во државата и така натаму и така натаму. Државата има преземено некои од обврските кои треба соодветно да ги следиме, затоа што сме ги потпишали и како сериозна држава мораме да одговориме на истата. Што се однесува до законот, иако е краток, би коментирал само една реченица, односно кај мене ствара забуна. Се надевам дека нема да биде злоупотребена, односно дека нема да предизвика проблеми во тековното работење во овие компании, односно во технолошко-индустријските развојни зони. Имено се работи за член 2 став 3, каде што компаниите кои ќе аплицираат за оваа мерка, за ослободување од данок на добивка, ќе треба соодветно да ги прикажат приходите и расходите до дирекцијата на технолошко-индустријската развојна зона. И таа, сега тука е дилемата, треба да оценува дали тие се релевантни податоци, дали се штелувани, не се штелувани, односно дали се репрезент кој понатаму ќе бидат основ за даночно ослободување или соодветно ќе треба да се пристапи кон корекција. Моето дилема е тоа што никаде во светот, во нашата држава, дирекција нема таков основ, такво право да оценува приходи и расходи. Таа е обврска на УЈП. Значи, управата за јавни приходи оценува дали нешто треба да подлежи на даночно ослободување или не, затоа што во технолошко-индустријската развојна зона во дирекцијата може да се најдат луѓе кои не ја познаваат проблематиката и да бидат доведени во заблуда. На тој начин ќе се створи проблеми понатаму во делот на оданочување, односно ослободување на овие фирми од даноци. Затоа сметам дека законот во ред треба да се донесе, меѓутоа оваа одредба не треба во никој случај да се злоупотребува, да не даде на дирекцијата овластување за кое нема ингеренции, односно таа да се створи како државен апарат кој ќе оценува дали нешто подлежи или не подлежи на ослободување од даноци. Значи, тоа не е оврска на дирекцијата на технолошко-индустријските развојни зони. Таа дилема ќе оставиме на времето да видиме како ќе функционира. Се надевам дека нема да биде злоупотребена, се знае како одат даноците, се носи закон, се прават јасни дефиниции и врз база на тој закон и тие дефиниции одредена фирма може да биде ослободена од одреден данок. Во спротивно, некое тело може да се доведеме во ситуација да има селективност или на свој начин да ги толкува работите. Тоа е една дилема која ќе остане забележена во законот, ќе видиме како ќе функционира. Во интерес на фирмите не би сакале да го кочиме законот, треба да донесе развој, треба да донесе иновации, сите тоа го поздравуваме, го посакуваме во државата, меѓутоа се надевам дека нема да имаме лошо искуство. Благодарам.